по 9 пат не ми се верува, а сигурно 7-8 сме ги реализирале во утринската на Телма. Да. Добро утро, Марко. Официјално да те представам, иако тоа го сторивме ние рано утринава, Василка Димитровска, директор на ХМУС и основач и пак ќе кажам, потикнувач на убавата магија и јас ќе кажам, овој празник кој што ни го носиш ни помалку ни повеќе речиси деценија во Македонија. До 1 март, поточно ако не се лажам, до 24 февруари беше започната целата убава манифестација. Ќе потсетиме и денес во 12 часот како кулминација, едно убаво финале на овие неколку дена. Токму во трговскиот центар Лиса ќе може да се појдете и да уживате во оваа креативна работилница која што потикнува радост, смеа, здравје, среќа. Така велат подарете Мартинка. Ја што тука ја добив, Весилка ми ја стави и ќе чекам првото расцутено дрво на кое што ќе го забележам, бидејќи со велосипед циркулирам низ Скопје, тоа ќе го направи исто како и минатата година. Ајде, официјално добро ми дојде. Официјално добро утро, Марко, добро утро на сите гледачи на Телма телевизија. Да, навистина многу убаво така непосредно представување на она што го работиме во последните 9 години со ХМУС како Центар за научни истражувања и промоција на културата. Во 2013 година се нафативме да станеме правни носители на мартинките во УНЕСКО. И доследни култивирани на истото. Така, и се обврзавме на некој начин дека ќе ја негуваме таа традиција, ќе ја пренесуваме на следните генерации, ќе едуцираме, ќе ја промовираме на секаде, па и во медиумите. Ова навистина, не знам, веќе стане и како нашата традиционална баба Марта стане и како традиција во Телма. На секој 1 март тука да гостувам. Ти благодарам за истото. Јас не можам да верувам дека веќе скоро 9 години, значи ја негуваме оваа традиција, овој обичај, практично го вративме од заборав, обичајот кој што некаде престанал да се практикува според некои мои вака информации и сознанија околу 80-тите години од 20-тиот век. Кога мартинките во 2017 година со мултинационалната апликација во УНЕСКО се прогласија за светско нематеријално културно наследство впишано на репрезентативната листа на УНЕСКО, ХМУС стана нивни официјален носител за Република Македонија. Еден од куриозитетите кој што сакам да го истакнам дека токму овој велиш и ти во некој од твоите дадени интервјуа досега дека артефакт го наследуваш од својата баба. Да. И таа веројатно од својата мајка и така натаму, традиција и генерации, така што Мартинката, како ќе кажеме, околу 150 години има некаква традиција? Може би има и повеќе, некои веки половина и повеќе. Професори од кај мене од факултет имаат некои предлози, некои истражувања и тие отприлика некои од обичаите ги враќаат и во протоисторијата и во праисторијата. Вака сега, значи, еве, јас носам на себе мартинки. Креација. Ви донесов на мас мартинки. И баба Марта ни е присутна. Да, присутна и баба Марта и Мартина, тоа е една приказна. Жан, да ги прикажеме нашите протагонистки за денешната фреквенца. Посетителите на нашата традиционална манифестација може да ја видат и да дознаат повеќе за таа приказка, но да се навратам, значи, на црвеното и на белото конче, кое што всушност се и двете најчести бои во природата и практично мартинката, ако некој пат во минатото го означувала односот на човекот кон природата, денеска таа е еден традиционален украс, еден символ на доаѓањето на пролета и кога таа се дарува нели со напорака ти посакувам радост, среќа и здравје, љубов последната година, всушност на оној на кој што му ја даруваме, со еден ваков гест му посакуваме убава мисла и дека ние навистина мислиме на овие наши драги луѓе и затоа им подаруваме Мартинка. Инаку да, јас донесов два предмета. Едниот е баба Марта, таа е правена од филц, таа ни е подарок од една наша пријателка, колешка од Бугарија, а втората е Мартина, значи моравме да ја крстиме некако поинаку. Тоа е една кукличка која што може да се види, да се набави на нашиот штанд, како што веќе напомена. 9 години поред ја правиме традиционалната манифестација Среќна баба Марта. Оваа година таа се одвива на првиот кат од трговскиот центар Лиса, на почетокот од Ново Лисиче. Почна на 24 февруари, завршува денеска
денеска ќе бидеме таму помеѓу 12 и 20 часот, веќе 6-ти ден. Како што и досега берте, така јас Како се велам што и на досега Василка, бе. денеска започнува овој пак, започнаше денеска ќе ја заборавме традицијата, така што ова е последниот во низа од денови за да бидат дел од И ако работилницата. сакаат нашите сограѓани, значи љубители на традицијата да си набават мартинка за себе или за своите најблиски, тоа треба да го сторат уште денеска во трговскиот центар Лиса помеѓу 12 и 20 часот, потоа ја затвараме манифестацијата и ќе треба самите да си прават мартинка. Да, најважно тебе имаше прилика да ни го документираш ова прекрасно издание. Вели Василка, јас бев како мултитаскинг дама и репортирав како нели работеа Ова што го најмладите. гледаме е дел од работилницата која што се случуваше во саботата. Ни пројдоа, не знам, десетици дечиња кои што цртаа, кои што правеа мартинки и навистина со многу голема радост сакаме да ја пренесеме оваа традиција, овој обичај. Тука може да се види во позадина и една поставка, едукативни панели на неколку јазици, продажен штанд со ракотворби кои што исклучиво ги прави Хаемус. Навистина сме благодарни на менаџментот на трговскиот центар Лиса, бидејќи со сите своји ресурси, значи ни излегува во пресред и логистика, и човечка, и се што има. И навистина едно многу убаво пријатно каче во сето ова политичко лудило кое што се случува околу нас, кога луѓето тука ќе дојдат навистина си проаѓаат убави моменти и покрај тоа што се едуцираат, учат за нашата традиција, тие и се забавуваат и навистина си проаѓаат многу пријатни мигови. Како не, 9 години, колку можеби само генерации поминаа низ некако уживањето со Хаемус. Убаво кажа, еве за оние кои што можеби се уште вистина не знаат, успеа заедно со својот тим да ги впишете мартинките токму на мапата на светско нематеријално културно наследство на УНЕСКО. Како започна генерално приказната со мартинките, да ги вратиме, како се потикна точно пред 9 години, нели со основањето на Хаемус, некако да ја донесеш и целата традиција кај нас. Се негува, Василка? Искрено? Традицијата се негува. Секоја година се повеќе и повеќе. Дистракција е од многу теми и затоа вака од прва рака ме интересира дали сериозно е кога ќе доне 1 март го од неколку стотини луѓе манифестацијата порасна на неколку илјади луѓе, дури и во време на пандемијата навистина многу луѓе ни проаѓаат низ нашата манифестација, како што веќе можевме и да видиме, таа е составена од многу елементи, секој ќе си пронеде нешто во рамките на нашата манифестација. Инаку самата апликација е заеднички напор на неколку држави, Македонија, Романија, Бугарија и Молдавија, и се разбира носители како што е Хаемус за Македонија и во нивните држави, за да нели оваа традиција која што некако, за жал, во Македонија е повеќе како живо наследство, во другите држави е како национална религија. Во Романија и во Бугарија, па дури и во Молдавија ќе сретнете луѓе кои носат по 20 мартинки и тоа е еден вид престиж за нив, бидејќи 20 луѓе помислиле и им посакале нели во следната година да имаат љубов, здравје, среќа. Би сакала да напоменам дека нели оваа традиција не треба да се меша со религија и со било какви верувања, се работи за светско културно наследство, значи за наше и за светско културно наследство кое што треба да си го негуваме. И ние влеговме сосема случајно, бидејќи да се биде носител на нематеријално културно наследство, значи пред се треба тоа да доаѓа од граѓаните, треба да биде организација која што е многу стабилна и она што веројатно луѓето не го знаете, за да едно нематеријално културно наследство се впише на листата на УНЕСКО, организација од типот на Хаемус треба да биде носител. Значи, тука не игра улога ниту управата за заштита на културно наследство, ниту Министерството за култура, ако вие немате локален носител, се ви тоа е било еден џабе. критериум за да Тоа е првиот и основен критериум за впишување на нематеријално наследство во УНЕСКО. И така, кога јас го направив првичниот разговор со луѓето од управата за заштита на културното наследство во 2013 година, Институтот за фолклор Марко Цембеков и Министерството за култура, значи се нафативме да негуваме многу сериозно една традиција која што мислам дека после толку години, следната година ќе ни биде 10-та јубилејна. Ние имаме веќе и многу публикации. Сега јас не знам дали се вртат некои фотографии, јас пратив, ние минатата година добивме награда
од Советот на Европа и од Европската комисија за најдобра Вистина? европска приказна. Да, денот на Баба Марта беше прогласен за најдобра европска приказна. Објавија дел од медиумите, меѓутоа ете беше тоа некако во сред лето. Колку можевме известивме, меѓутоа благодарение на тој грант кој што го добивме, ние публикувавме 2 боенки за деца на македонски и на англиски јазик и 4 многу убаво визуализирани читанки за деца на македонски, на албански, на турски и на англиски јазик. Дигресија, ако не се лажам, заедно со литература МК имавте и објавување на... Не, предходно имавме со Арс Ламина, Така? значи исто така една Исто со мала Мартинките. серија Да. на публикации Читанки, со Мартинките. како беше нешто? Да, мали читанки Така за нешто деца. беше, ве помнам. Така да веќе заедно со еден каталог мултилингвален кој што предходно го извадивме во 2016 година, навистина имаме сега веќе околу 10 публикации за Мартинките и сметам дека навистина сме направиле една многу голема работа за нашето наследство. Како не, ќе потсетам само уште еднаш дека хајмо си покрај, нели, да речеме, негувањето на традицијата на Мартинките. Сега, ако добро ме држи меморија, ќе ме поправиш, бидејќи сме говореле, еве, со Цеце во студиото и со низа твои гостувања, дека хајмус беше наменет и за промоција на античкиот римски период, така што работите и на други платформи, поточно античкото минато го доближивте можеби нели многу повеќе до македонскиот народ. Скупини, не, како беше? Скупини романи, Скупини романи. Значи точно помнам дека секој пат тука бевме па се облекувавте во римски нос, костуми и така. Хајмус е генерално центар за научно истражување и промоција на културата. Значи работиме се од праисторијата до модерно доба. Изискува енергија сепак да се биде. Да, тоа е менаџмент, едукација, промоција на нашето културно наследство, но пред се научно истражување. Значи, позади секој наш проект стојат многу години, значи истражувања, па потоа сето тоа да се визуализира. Ние имаме неколку брендови, значи едниот еве денеска го презентираме, значи тоа е обичајот Мартинки, денот на Баба Марта, вториот бренд е Скупини романи, тој е наменет за промоција на античкото римско наследство. Се уште во ека, Василка? Да, се уште, да. И третиот бренд кој што го создадовме лани, можеби ќе имаме прилика да го промовираме тука во Телма телевизија, тоа е Млади стражувач. Тоа е програма за деца од едукативен карактер со многу педагогија. Имаме веќе многу публикации, археолошка тетрадка за млади истражувачи, туристички водични Скопје, праисториска читанка и вежбанка и уште неколку други сетови, палеонтолошка боенка, Скопје палеонтолошки град. Браво. За оние кои не знаат, еве, можеби ќе дознаат дека и во Скопје се пронајдени клјови од мамути и тоа во Нерези. Меѓутоа мислам дека Сериозно? Да, Јас ова прв пат го слушам од тебе. Но мислам дека ќе имаме прилика да поговориме нели тематски Малку во некоја во некое друго гостување. Како не? Меѓутоа сакав да го споделам Сдруженијето Хајмус, бидејќи навистина опфаќа широк спектар на активности кои што ги случуваат тие, како што кажа, научно истражување, што да кажам, културни ресурси и уште многу други активности. Најважно, едукација, публикација и некако потик за промоција и популаризација за Мартинките. Некаде кон крајот, символиката, нели, празникот Летник. Јас пред некој ден, кога беше и министерката за култура токму тука, беше денот некако, за прв пат ја забележав таа убава симфонија на звуците од птиците и велам, предвестникот на пролета ни пристигнува. Ќе потсетиме уште еднаш. Трговски центар Лиса и денес последниот ден од 12 часот, сосема идеално време за да дојдат креативно, се изразуваат дечињата и уживаат часови во овој центар и денес. Ние, значи, имавме интерактивна работилница во саботата, меѓутоа тој пристап бидејќи многу дечиња има, значи таму има и игротека кај што постојано проаѓаат дечиња, има фреквенција во трговскиот центар. Има динамика убава. Да, има динамика и таа работилница решивме да си ја продолжиме до крајот на манифестацијата, дечињата да си цртаат, да си мартинки, да си прават мартинки и така натаму и некако има сосема доволно простор и на луѓето, на посетителите, на секој посебно да му се посветиме и на оној кој што не е доволно запознат со обичајот мартинки, што мене ми е навистина малце чудно, ама ете. Денес после толку време. Да, ама и после толку години има луѓе кои што никој пат не чуле за обичајот мартинки. Еве го моментот на дознавање на реалноста. Пак ќе кажам, бомбардирани сме, вака ќе се изразам од низа вести секакви. Денес мислам дека
И Младите за жал Марко, не може да направат филтер на да не информациите. заборавиме, Марко, на тројца ваши гледачи ќе Ево, подариме да. по 2 мартинки, треба да се јават. Можете ли да ги вклучите ако сакаат во програма, може и само да се јават, само треба да одговорат на прашањето во која година се впиша обичајот мартинки на репрезентативната светска листа на нематеријално наследство на УНЕСКО. ЮНЕСКО. Значи тројца ваши гледачи ќе добијат по Иако 2 мартинки. откривме јас и ти, ама еве сега И ќе може да предизвик. си ги подигнат на нашиот штанд во Трговскиот центар Лиса денеска помеѓу 12 и 20 часот. Супер, еве 30 76 677 предизвик за да ја спомнете годината, да еве ако гледам дека телефоните ви ќе вртат во програма, ако имаме некој прилика ќе го Да, вклучиме и ќе потсетиме дека всушност денес е и крајниот ден. Препоставам само околу посетата има рестрикции и така натаму. Нема рестрикции. Така? Нема рестрикции, така да слободно е движењето на сите посетители. Може- И интеракцијата и трансмисијата нели на ова приубаво културно наследство. Одлично. Еве да го вклучиме, ќе му кажеме добро утро на гледачот и тикнувач и поддржувач на мартинките и убав почеток за овој 1 март. Добро утро за нашиот утрински пријател на Телма. Со кого имаме прилика јас и Василка да се слушнеме? Добро утро, Марко. Поздрав до тебе, поздрав до Василка, поздрав до Хаемус, секоја чест. Ви благодарам уште еднаш. Само извинете, мала гужва е зад камерите. За кого се дружам? Сузана. Сузана, одлично. Еве, бидејќи некако направивме едно мало квиз шоу со нашата Василка. Не знаете, можеби, Сузана, кога е годината? Па пред 9 години. Може сепак да биде Сузана наша Може, добитничка? може. Ајде. Ама еве на овој начин ќе научи господјата дека мартинките се впишаа во 2017 година на листата на УНЕСКО. Одлично, еве 2017 година, иако веќе одржаме минат така. уште еден ќе вклучиме наш Да. гледач, Ако, кој што ќе ја посетиме се Лиса и ќе има прилика да ужива во среќна Баба Марта 2022. Добро утро. Ало, добро утро, ја ли сум? Во програма сте, да, убав ден. Ви благодарам, убав ден. Убав ден. Прекрасни сте. Ви благодарам. Еве и вие ќе бидете добитник на мартинки во Трговски центар Лиса. Од 12 од 20 часот ве очекуваат. Ви благодарам уште еднаш за јавувањето. Василка, ви благодарам и вам за дружењето. Знам дека изискува многу енергија организирањето на овој настан и баш ќе кажам дека непресушен извор си ми на креација. Така да продолжиш. А во следната прилика те очекувам да ги говориме сите активности кои што се наменети за промоција на популаризација на Марко, наследството. благодарам на Телма телевизија. Секој пат е задоволство да се гостува во ова студио, веќе не знам колку години поред. Поздрав до целата екипа на утринската програма. Јас ви донесов мартинки, тука ќе ги оставам за да можат сите да си стават. Денеска е денот на Баба Марта. Василка, помисли на екипата на утринската Телма, ќе биде првата мартинка која што добивме годинава. Секоја чест за тоа што го создаваш со Хаемус.